Вести на Канал 8. Добар ден. Станарите во зградата на Бетон протестираа против новото сообраќајно решение на општината за изградба на кружен тек на крстосницата кај полицијата. Подпишаа петиција за прекин на работите. Велат, местото било откупувано неколку пати. Од општината потенцираат дека тоа е јавна прометна површина и сакаат да го регулираат сообраќајниот метеж на најфреквентната крстосница во градот. Протестираа и подпишаа петиција со која се против узурпација на просторот пред зградата. Станарите тврдат дека го откупувале просторот неколку пати и дека не може сега да се гради и да се користи како јавна површина. Сега на локално ниво ќе се правило некој кружен ток тука на раскрсницата, зимат го паркинг плацо. Покрај паркинг плацо сакат да навлезат во дворното место на зградата. Точно на местото каде што сега ќе застанам. Сакат да градат зид, бетонски зид од 1,5 метра висина. Ќе прават тунел без кров и ние ќе минеме у тунело. Има само 2 метра простор до тарасите наши од зградата на првиот кат. Од тај бетонски зид. Ни шо ние ќе минеме, да проценете. Паркинг плац ќе направиле. Паркинг плац има. Они имат простор на паркинг плацо и за кружен ток и за паркинг плац. Од зидо, шо е до паркинг плацо сега, наваму да не смеат да влезат. Меѓу другото, станарите потенцираат дека не добили решение за градба. Рушењето на просторот пред зградата го забележале утрово кога се разбудиле. Ние немаме никакво решение што тука ќе се граде, нити сме известени, а ја мислам дека бидејќи е тоа наш двор, имаме право и на жалба. Треба прво постапката е да дојдат, да дадат решение, овој ќе се прави, па ние имаме право на жалба, па и да се тужиме ако треба, па кој ќе стане правосилно, тога и ќе дојдат да работат. А не, дојдел, бам, ајде, готово, работиме. Па, на тај начин ли се работи? Тука живееме во таа зграда 45 фамилии, тоа е едно цело село. Луѓето грееме се на дрва. Утре кога ќе дојдат нема дека раствараме дрвата. Затоа стопираме ово моментално да не се гради, додека не добиеме правосилно решение. Тоа е одлука на собранието. Меѓутоа, ние сме тука станари, тоа сме го платили при купувањето на становето, а сега нека градат да кружен ток, не сме против, треба да се направи и нека градат таму, али ово тука да го остават. Правосилно кога дојде со судско решение, ние ќе се пожалиме, кои ќе имат правосилно решение тога. Иначе кој со урбанистичко план е менјано, меѓутоа ние не сме упознаени. Ово моментално сагма се стопира. Додека не добиеме правосилна судска одлука од суду, тоа може да продолжи. Ама да добиеме правосилна, а не сега текнално некој дојде тука да руши. Одговорното лице во општината Александар Гицов рече дека усно ги известил станарите за тоа што е планирано да се гради на тоа место, а за писмено известување или судско решение за градба, како што бараат тие, општината не била обврзана да даде, затоа што тој простор не бил приватен на станарите, туку станува збор за јавна прометна површина што е под ингеренција на локалната самоуправа и општината, појаснува Гицов. Тој додаде дека целта е уредување на просторот и регулирање на сообраќајниот метеж на најфреквентното место во градот, на крстосницата од улиците Додосија Паунов и Никола Карев, со изградба на кружен тек. Паркинг за автомобилите на станарите е предвидено во планот, само што ќе биде поместен за неколку метри до зградата. Ако имале станарите потреба да се жалат или детелно да бидат запознаени со урбанистичкиот план, Гицов побара да не разговараат сите станари истовремено, туку да формираат правно лице кое ќе ги застапува и дури тогаш тој ќе им даде целосно објаснување за новото сообраќајно решение. На работниците од фирмата Стоименов од страна на станарите не им беше дозволено да ги извршуваат работите. Затоа надлежните од општината побараа помош и асистенција од полицијата, со што работата продолжи непречено. Станарите пак повикаа адвокат кој рече дека ќе го разгледа случајот. До тогаш екипата на Стоименов ќе работи на терен и ќе ги извршува започнатите работи. Без поширока јавна расправа со доделување 2/3 награди и експресно враќање на понудените идејни решенија на авторите, општината го затвори конкурсот за избор на нов лик на плоштадот. Само наградените автори добија минимален паричен надомест, останатите извисија. Комисијата дала оценка, отфрлајќи ги предлозите со различно образложение. Канал 8 побара увид во идејните решенија, а како одговор го доби извештајот на комисијата.
Двата третонаградени труда добиле по скромни 10.000 денари. Едниот од авторите бил најблиску до програмските барања, само не биле храбри докрај. Неговите предлози дале можност да се паркира и од страната на плоштадот и од улицата Раде Кратовче, со намера самиот плоштад да се прошири врз реката, што допирало до идејата да се добие чист сообраќај, доколку улицата Борис Трајковски се повразе директно со еднонасочната Маршал Тито. Со тоа се добивало чисто сообраќајно решение, а во овој труд биле потенцирани и шеталиштата и динамиката. Вториот третонаграден труд содржал решение што според мислењето на комисијата е изводливо и издржливо, но скапо. Идејата била автентична, а со анализите и формите асоцирала на Кочанското поднебје. Обликувањето било современо, концептот оригинален, но сообраќајот бил третиран само делумно. И оваа идеја предвидувала проширување на плоштадот врз реката. Останатите трудови кои не добија награда се одбиени заради делумно почитување на програмските барања, нетретирана врска со останатото обкружување, нехармониски и неправилни геометриски форми, а во дел од нив одржливоста се постигнувала со неекономични вложувања. За разлика од изминатите години кога имаше намалување, бројот на правачења во учебната 2013-2014 година во Кочани е зголемен за 56 во однос на лани. Во училишните клупи годинава ќе седнат 337 правачења. 3 години поред намалување, за годинава да има зголемување на бројот на правачења во кочанските училишта. Во прво оделение ќе тргнат 337, што е за 56 правачења повеќе во споредба со минатата година, кога биле запишани 281 праваче. Зголемување на правачињата од општините од Истокот има само во Кочани. Состојбата ни малку не е розова во соседна Виница, каде градот го напуштиле дури 76 деца и се иселиле во друга држава. Слична е состојбата и со другите општини од Истокот. Во целиот источен регион има 200 правачиња помалку или 8 училишни паралелки. Што се однесува за кочанските училишта, најмногу правачиња годинава се запишани во основното училиште Свети Кирил и Методи 111, во Никола Карев 72, во Малина Попиванова 58, во Раде Кратовче 54 и најмалку во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ризари 42 деца. Само за споредба, во 2010-та во Кочани се запишале 317 правачиња. Во 2011 година бројката се намали и изнесуваше 290. Во 2012-та следуваше повторно намалување на правачињата за 9, вкупно 281. Новата реформирана насока во Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев не е атрактивна за идните средношколци. Се пријавил само еден ученик. Новата реформирана насока од електроструката, електроинсталатор и монтер во Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев не е атрактивна за средношколците. Станува збор за насока која се реформираше од оваа учебна година. Се пријавил само еден ученик, информираше директорот на училиштето Димче Сребренов. Тој не знаеше да ја објасни причината за незаинтересираноста на учениците за насоката. Само рече дека учениците биле навреме информирани и запознаени дека има нова реформирана насока во училиштето, која им е на располагање. Сребренов истакна дека од досега запишаните ученици биле формирани 10 паралелки. Недостасуваат цели 2 за да ги формираат предвидените 12. Постана надеж за зголемување на бројката на ученици во ово училиште се уписите на 22 август. Во гимназијата Лјупчо Сантов состојбата е подобра. Директорот Димитриев вели дека со бројот на запишани ученици, предвидените 8 паралелки ќе бидат формирани. Домашната пченица чека во амбарите, коментираат земјоделците и се жалат на ниската откупна цена. Во меѓувреме српската влада порача дека очекува од македонските власти да ја повлечат одлуката за условениот увоз на пченица од земјата и засега не превзема никакви мерки. Амбарите полни, пченицата стои неоткупена, а цените се пониски од очекуваното. Тоа е реалноста со која се соочуваме, велат земјоделците, а причината е условениот увоз од Србија. Министерството за земјоделство соопшти дека досега се откупени 82% од пченицата и апелира да се забра за откупот. Во меѓувреме, српската влада порача дека очекува од македонските власти да ја повлечат одлуката за условениот увоз на пченица од земјата и засега не презема никакви мерки.
Земјоделците велат дека максималната цена за килограм пченица е 11 денари, а не 13 или 14. Стравуваат дека нема да го продадат овогодинешниот принос. Причината е наводниот неконтролиран увоз пред жетвата. Постојат тврдења дека се увезува преку нелегални премини во Косово и дека има доволно брашно и пченица за цела година без воопшто да се откупи домашната. Земјоделците велат дека мелничарите не ја почитуваат договорената цена и повеќе работат во корист на српските земјоделци. Она што сега се коментира за тоа дека србите ќе воведат забрана за увоз на домати, пиперки, крставици и вино и дека нашата влада ќе мора да ја укине одлуката за условен увоз, засега е во доменот на шпекулациите. Завршени се градежните работи за реконструкција на манастирот Свети Ѓорѓи во Тракање. Сега останува довршувањето на фреско живописот и уредувањето на околината на објектот. За една година заврши комплетната реконструкција на манастирот Свети Ѓорѓи во Тракање. Старите ѕидови на објектот беа целосно струшени и на нивно место се подигнаа нови, при што е направено и проширување на површината што го зафаќа објектот. Дополнително надграден е и покривот за над 1 метар, со што манастирот доби во височина. Членовите на црковниот одбор велат дека градежните активности завршиле според планирањата, а голем придонес дале жителите на Тракање со бесплатно работно ангажирање, но и со финансиска помош. Тука годинашно паѓат некаде околу 25.000. Ништо више. Тоа ти е приход само за една ден и крај. Со 25.000 не правиш. Але од народо, што дава, уриз, боб, муруска, кој што има дава, некој пари, некој со помош за работа и тоа се прави. Има оште, имате тоа, кубето не е допрано, круго не е среден, нешто сушарата не е уред, тја оправаме и така. За ручок, тија маси, тија работи не ги уреден. Се планира по изградбата на кубето да се постави црковно звоно, а веќе е договорено да се засадат дрвца во дворот на црквата. Подршка за реконструкција на манастирот доаѓа и од Брегалничката епархија. Со Божја помош имаме благослов од делото на нашиот надлежен епархиски архиерей митрополит од Брегалнички Иларион и планираме во месец, при крајот на септември, октомври месец, датата не е формулирана, ќе договориме и ќе се освети и ова духовно светилиште, каде што нашите верници ќе му одаваат почит и поклонение на светиот великомачен Ѓорѓи Победоносец. Скоро половина од внатрешноста на манастирот е насликана со фрески, а трошоците за нивна изработка се покриени со донации од граѓаните. Од црковниот одбор планираат внатрешноста на манастирот целосно да биде живописана. Заради тоа упатуваат апел до заинтересираните верници кои сакаат да помогнат во довршувањето на фреско живописот да закупат дел од зидните површини и за одреден паричен надоместок да биде насликана фреска на некој од светителите. Спортскиот терен во градинката во Текешински Лозја конечно ќе биде завршен. Иако се најавуваше дека ќе биде готов до почетокот на минатото лето, тоа не се оствари, а градежните работи започнаа дури неодамна. Конечно продолжи изградбата на спортското игралиште во дворот на детската градинка во населбата Текешински Лозја. Теренот, што од 2,5 години стоеше раскопан и на одделни места се гледаа парчиња метална арматура, сега е израмнет и се подготвува за асфалтирање. Веќе се поставени бехатон плочки на работот теренот, како и бетонски одводи за атмосферската вода. Исто така вградена е електричната инсталација за осветлувањето, а се работи и на држачите за металните столбови. Игралиштето во Текешински Лозја се најавуваше како прво од 100 повеќенаменски маалски игралишта за мали спортови, што како проект го спроведува Агенцијата за спорт и млади. За неговата изградба беа предвидени околу 5 милиони денари, но поради низа проблеми со претходниот изведувач на градежните работи, изградбата се пролонгираше подолго време. Камен темелникот беше поставен во средината на мај 2011 година и од тогаш градежните работи застанаа. Ископаните дупки за камен темелникот и поставената арматура представуваше опасност за безбедноста на децата во градинката, заради што дури и на седниците на Советот на општината имаше бурни дискусии. Сега, според динамиката на изградба и најавите од инвеститорот, повеќенаменското игралиште во Текешински Лозја треба да биде готово и предадено во употреба за околу 1,5 месец.
Во централното градско подрачје се почесто тротоарите се узурпираат за паркирање на моторните возила. Со тоа, наместо пешаците да добијат свој простор, тие се приморани да се движат по коловозите на улиците. Непочитување на сообраќајните прописи или недоволен број паркинг места во централното градско подрачје е вечна дилема што ги мачи пешаците. Наместо да добијат свој простор за движење, оневозможени се да ги користат нормално и оној мал број уредени тротоари. Доволна подкрепа за тоа е и секојдневната слика со новоизградениот тротоар кај големиот паркинг на трговскиот центар, каде до половина се паркирани возила што го узурпираат и приодот до пешачкиот простор. Не помага ниту видливо поставената сообраќајна сигнализација, ниту пак бетонските столпчиња што имаат превентивна намена. Поради подкачувањето на возилата на тротоарот се забележува дека дел од бехатон плочките се веќе оштетени. И покрај зголемениот број возила поради летните одмори на нашите сограѓани кои работат во странство, недозволиво е прекршувањето на сообраќајните правила. Со оглед што општината направи обид да го зголеми бројот на местата за паркирање со определувањето од дел од улицата Маршал Тито да стане еднонасочна и на неа да има косо паркирање, до некаде се намали дамнешниот проблем со паркинг просторот. Најавите дека се планира наскоро да започне и наплата за користењето на јавните површини за оставање на возилата, според одговорните во локалната самоуправа, дополнително треба да се стави ред во хаосот. Сепак, повеќе од се, потребна е поголема сообраќајна култура и почитување на прописите. Спорт. Баскет Дино сезонова ќе се надпреварува во 3 младински лиги. Амбициите повисоки од минатогодишните. Баскет Дино влегува во втората фаза од подготовките за новата сезона. Пред повеќе од 10 дена стартува кондиционите тренинзи, а потоа се продолжува со работа во сала. Работиме секој ден на градскиот стадион. Подготовките, значи првиот дел уште ова недела, значи вториот дел ќе бидат значи индивидуални тренинзи во сала и вечерно време за исто кондициони тренинг. Баскет Дино за предстојната сезона пријави 3 генерации екипи во М20, М18 и М14 лигата. Ова година малку и се појачавме, значи од Пиколо дојде од 4-5 играча што ќе се такмичат што ќе се борат за место во екипата. Првенствата почнуваат на крајот на септември и почетокот на октомври. 15 беше значи прејавувањето во федерацијата кој годиште, значи после тоа треба да има состанок во кои лиги ќе бидат. Например М20, значи тоа го знам, значи М20 ќе биде во една лига, значи нема на региони, а М18 и М14 ќе бидат во региони. Баскет Дино лани имаше релативно успешна сезона, а амбициите годинава се поголеми. Тоа беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.